На Zoom платформата го имам професорот Сашо Барјактаров, професор во Средното уметничко училиште. Добро утро, професоре. Добро утро. Благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на утрински брифинг. Благодарам што прифативте да зборувате за нашата емисија. Во петокот вие одржавте еден протест пред училиштето, барате да се разреши ВД директорот, новопоставениот ВД директор. Наведовте неколку причини, па ајде малку да образложиме. Зошто сте против новопоставениот директор? Видете, нашиот револт беше во насока да покажеме дека ова не е било кое училиште, туку дека ова училиште со 75 годишна традиција, формирано со указ на АСНО. Во него работеле еминентни професори, академици, од професорот Димо Тодоровски до денеска нашиот колега Бајрам Газанфиев. Станува збор за еден континуитет извореден, кои денеска и едни практики на односи меѓу човечки и како клима во училиштето, кои денеска се нарушени. Случајно или не, тоа започна во месец септември, кога училиштето избра нов состав на училишниот одбор и предложи избор за директор, преку конкурс избор за директор до Министерството. Министерството го одби предлогот и не остави 37 дена без плата, без придонеси, во време на пандемија. Во рок од 37 дена немавме, директор на училиштето. После 37 дена го постави ВД директорот Филип Фидановски. Во таков случај, законот е јасен и вели дека во рок од 3 дена мора да се постави ВД директор, но тоа се случи кај нас во тоа време. И од тука започнува нашата голгота, уствари, за која е и толкав револтот. Започнуваат инспекции се со цел да се сруши легитимно избраниот училишен одбор. И тука настанува притисок врз секретарот, кој си оди во предвремена пензија, на негово место се донесува нов секретар, договор на дело, исто така спротивно на закон. Минираат, од однос на деградирањето на кадрот професорски училиштето, им се одзема опремата дигитална, се вршат некакви проверки, се со цел као да се најдат практично грешки или некакви криминални дејанија кај професорите. И кулминацијата доаѓа пред некој месец, кога доаѓа втора, трета инспекција и донесува некако записник по кој што треба да бидат разрешени сите членови на училишниот одбор и одборот на родители. Такво нешто во праксата на училиште не се има случајно. Реагиравте ли вие во овој период за сите овие инспекции? Верувајте дека преку 100 страни документација беше приложена до Државниот просветен инспекторат, се со цел да укажеме дека сите тие недостатоци за кои што се товари работењето на училишниот одбор биле во училиштето, но во време на инспекција никој не ги повикал. Никој не го повикал секретарот, ниту друг член на училишниот одбор, како би се разјаснила практично постапката и во таа смисла да се расчистат работите. Повторно велам дека со насилно разрешување на легитимно избрани тела во училиштето води кон перманентна криза. Криза на меѓу човечките односи. И од тука ја увикувам и јас се представувам во мое име, но сепак представувам огромна група на наставници од училиштето
и бараме од министерката разрешување на Филип Фидановски поради злоупотреби на својата положба и овластување. Доколку министерката инсистира на ова кадровско решение, ќе направи преседан и ќе мора да постави принудна управа на училиштето и да му дозволи на лицето Филип Фидановски да владее сам против сите. Тоа е вака еден наш практично апел до Министерството, бидејќи оваков начин на раководење до сега во училиштето се нема случено практично никогаш. Од она што може да го прочитам од вашите изјави во јавноста, кандидатот, поточно стариот директор кој вие го поддржувате, веќе има одработено 2 мандати. Според новиот закон не смее да има уште еден последователен. Според Уставот на Република Македонија, член 52 став 4, вели дека ниеден закон не може да стапи во сила ретроактивно. Што значи, ако директорот е избран во 2012 година, законот е донесен 2013 година, не може да го толкувате на начин на кој што се толкува од страна на Министерството во овој случај. Значи, станува збор за преседан во праксата, значи на спроведување на законите. Исто така, она што го прочитав, велите во меѓувреме, цитирам, Филип Фидановски во своје име, користејќи функцијата ВД директор, ја поддржува лошата реформа во образованието, која нема поддршка во делот на ликовното образование, ниту од наставниците од основните, ниту од средните училишта. Дали овој кандидат е неподобен за вас, токму поради тоа што има различен став од вашиот во врска со најавената реформа, или се работи за сите други? Тоа е еден дел. Значи, колегата Фидановски не ги исполнува условите за директор пред се. Значи, во таа смисла настанува првичниот конфликт, бидејќи законот е јасен по однос на мандатот на ВД директор во трајање од 6 месеци и пред 3 месеци пред завршувањето на мандатот, училишниот одбор распишува конкурс. И во тој случај настанува оваа мачна ситуација кога директорот со помош на инспекцијата се обидува да ги сруши сите легитимно избрани тела како би нашол своји истомисленици кои би требало да поддржат неговата кандидатура. Значи, што да ви кажам, ако имате од една страна 20 наставници, а од друга страна сте вие сам, и притоа сакате утре да бидете директор на сите, јас не знам како тоа би можело да биде нормално. Останувате значи, на професионална. На ставот дека не ја поддржувате во целост најавената реформа, или сепак сметате дека има делови за кои што? Од едноставна причина што во минатото со исклучување на 1 час од праксата, значи 2 часа блок ликовно во историјата на македонското образование, настана еден страшен гап, односно се намали толку страшно интересот за училиштето да стасавме на 37 ученика комплетно, значи кандидати за запишување во уметничко училиште. Денес, значи, сме се обиделе овие 10 години нови програми, нова технологија и практично го подигнавме училиштето како интерес за учениците. Сега проблемот е следен. Во иднина, доколку по половина час, односно едно полугодие слуша ликовно, едно музичко, на крај се извлече една оценка за нив. Кој е тој што ќе може да ги следи тие таленти, да ги насочи кон нашето училиште, што значи дека во иднина ние може да останеме без потенцијални кандидати за упис во нашето училиште. И сосем за крај, професоре, би сакала да ви го поставам прашањето, бидејќи повторно ќе се вратиме на кандидатот кој вие го поддржувате, а веќе е бил директор од 2012 година.
толку добро, одлично функционираше ова училиште што се залагате за овој кандидат, поточно стариот директор, да добие и трет мандат, бидејќи 2012 некако далеку се гледа, па нели мислите дека можеби е потребно и некаква промена во училиштето? Во ред, видите ви, од една страна оваа забелешка е провокативна, но за информација на јавноста ќе морам да укажам на сите настани кои во училиште ги афирмираше во изминативе 10 години. Значи, соработка со многу амбасади земјите во нашата република, во европските земји светски, во нашата земја. Практично тоа во таа комуникација практично изработивме безброј проекти со нив, од кои што произлегува прекрасни идеи да наши студенти денеска студираат на престижни факултети во Европа. Значи, имаме колони од 6 студенти во Италија, во Равена, имаме во Амстердам, имаме во Санкт Петерсбург, имаме во Москва, имаме во Љубљана, 6 кандидати, така да за овие 5-6 години, мислам, дека конкретно, значи, завршија сега првите наши студенти во Италија, кои први се запишаа практично, и со тоа отворија една нова страна, значи, во квалитетот на нашата работа во училиштето и практично промоција на нашето училиште во Европа. Професор Значи, Сашо, се може да се види на Facebook профилот на нашето училиште, каде таксативно, и на вебсајтот, каде таксативно, значи, во изминативе 10 години што училиштето сработило. Значи, ќе мора со аргументи да се спротивстават било кои квалификации во однос на нас како професори, значи по однос на поддршката, бидејќи фактите кои се приложени таму зборуваат за тоа што нашето училиште представува во образовниот систем на Република Македонија. професор Сашо Барјактаров, ви благодарам што прифативте да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Секако ние ќе ја следиме темата и разврската за ова што се случува во средното уметничко училиште. Ви благодарам уште еднаш за вашето јавување. Благодарам. И сосем за крај, само уште да ги искористам минутите во етерот, да ги повикам сите мои колеги да престанат да го сквернават македонскиот јазик. Само во еден пасус од оваа вест за ова што разговаравме сега со професорот од уметничкото, има само во еден пасус минимум 3 грешки. Осеќаат, не е македонски збор, превземе, не се пишува со В и се уште се пишува одвоено. Така што, колеги, би било добро малку повеќе да обрнете внимание на македонскиот јазик, сепак медиумите имаат голема општествена одговорност.